Добар ден, почитувани гледачи, го следите вториот дневник на К3 телевизија. Возило излета на регионалниот пат меѓу Куманово и село Лојане. Двете лица кои патувале со возилото, возачот и неговиот сопатник, се здобиле со тешки телесни повреди. Во товарен воз на железничката станица Табановце пронајден емигрант од Алжир. Вчера во раните утрински часови, околу 3 часот и 5 минути на регионалниот пат Куманово, село Лојане, се случила сообраќајна незгода во која 22-годишниот ВИ од село Лојане Кумановско, управувајќи патничко моторно возило Сеат Толедо со кумановски регистарски ознаки, изгубил контрола над истото и излетал од патот. Во незгодата ВИ и неговиот помлад сопатник, 19-годишниот ЈЗ, исто така од село Лојане, се здобиле со тешки телесни повреди. На двете лица им била укажана лекарска помош во општата болница Куманово, но поради сериозноста на повредите, ВИ бил пренесен во ургентен центар Скопје. Увид на местото на настанот извршила екипа на СВР Куманово. Во текот на вчерашниот ден, 10 минути по 8 часот, на железничката станица Табановце, пак наспроти кампот за мигранти, на третиот колосек бил пронајден мигрант од Алжир. Мигрантот со иницијали ЕУ, кој бил сокриен во еден од вагоните на товарен воз, каде дошол во контакт со високонапонски кабел, се здобил со повреди. Од страна на екипа на итна медицинска помош Куманово му била укажана лекарска помош, но поради сериозноста на повредите веднаш бил упатен на ургентен центар Скопје. Од страна на екипа на СВР Куманово излезено на местото на настанот и товарниот воз бил задржан при вршење на увид. Останатиот железнички сообраќај не бил во прекин. По повод 28 јули светскиот ден на борбата против хепатитис, во соработка со Црвен крст Куманово, невладината организација ХЕПТА организираше трибина. Организацијата и оваа година одбележувањето на овој ден ќе го проследи со низа активности за подигање на свеста кај општата популација од ризиците како и последиците кои настануваат од оваа болест. Невладината организација ХЕПТА по повод светскиот ден за борба против хепатитис во соработка со Црвен крст Куманово организираше трибина. Оваа акција во Куманово се организира по прв пат, а како причина се наведува заразната жолтица која скоро секоја година е регистрирана во кумановските села. Кампањата би требало да ја победи стигмата поврзана за лицата инфицирани од овие вируси, затоа што се испраќа јасна порака дека вирусите не прават дискриминација. Пораката е всушност дека прво потребна една вистинска информација, дека секој треба да се тестира, доколку и постои најмало сомнение. Затоа што жолтицата од тип А лесно се регистрира и лесно се диагностицира во Македонија, но и Б и С ги откриваме веќе во хроничната фаза која поминуваат и кога се сосема случајно се открива. Значи пациентот доаѓа на лекар за едно, а се открива всушност присуството на Б и С. Целта на Светската здравствена организација е да се елиминира вирусниот хепатитис до 2030 година, бидејќи приближно 500 милиони луѓе во светот се заразени со вирусот на заразната жолтица С и Б, што е за 15 пати повеќе од бројот на заразени со ХИВ, СИДА, ХЦВ или ХБВ, кои што убиваат 1 милион луѓе годишно. И двата типови на вирусот, Б и С, не оставаат имунитет. Потребно е, значи, може повторни реинфекции, но го оштетуваат црниот дроб, при што доведуваат до неповратна цироза и до хепатоцелуларен карцином, значи карцином на црниот дроб, а единствена терапија за цирозата и за карциномот е всушност трансплантација на црниот дроб. Трансплантација кај нас на црниот дроб не се врши, значи се врши само во одредени региони и тоа ако се најде соодветен дарител. Од невладината организација ХЕПТА апелира да се внимава на хигиената и да се спроведуваат редовни контроли, бидејќи терапија за овие вируси постои и истата се наоѓа на позитивна листа во Република Македонија. Комисијата за продажба на залиха на тутун од поранешен тутунски комбинат Боро Петрушевски Папучар, која што е формирана на 22 јули годинава, ги повикува поранешните вработени да дојдат на средба на 29 јули петок со почеток во 9 часот, за да се договори продажбата на тутун во залиха, собственост на комбинатот и вработените. Од комисијата ги повикуваат поранешните вработени да присуствуваат на состанокот и да ги потпишат списоците кои ги подготви стечајниот управник со цел да се
се продаде тутунот. Доколку не се појават на закажаниот состанок, од комисијата нагласија дека тутунот нема да се продаде и нема да се оствари финансиски бенефит. Дупки со длабочина и по половина метар, камења, кал и песок. Ова е сликата од најстарата улица во Куманово, Ѓорче Петров, која што се наоѓа во кумановската населба Перо Чичо. Дури 30 години никој од некогашната и актуелната власт ни пеш не поминал низ оваа улица, која секојдневно, особено при паѓање на дожд, им го отежнува движењето низ улицата на жителите. Бараат градоначалникот Дамјановски да дојде да види како е да се живее на оваа улица и да не ги посетува како што велат за време на изборна кампања и кога му е потребен нивниот глас. Најстарата улица во градот Ѓорче Петров, лоцирана во населбата Перо Чичо, која некогаш била место низ кое поминувале и градските автобуси и армиските возила, денеска е само сеќавање. Доколку тргнете со автомобил, се разбира од посовремените може да поминете, но и тогаш ризикот е голем да останете заглавени, затоа што дупките, калта, песокот и камењата ќе ве спречат, особено при паѓање на дожд. Првично патот бил направен од самите жители, кои со сопствени средства обезбедиле камен и песок, но низ годините и овој импровизиран пат се уништил. Ова е срамота, дворот ми е полн со вода, никој од локалната власт не доаѓа да види како живееме. Тука не се поминува ниту со автомобил, ниту пешки, раскажува еден револтиран жител. Нити некој доаѓа да види, нити да гледа, нити ништо. Ова е живо срамотица и гревот. Ега, погледни га двор, пун ми е доле со вода. Канал се закука, канализација се закука, се живо. Ни можеш да кажи да продеш со скола, ни можеш да продеш пешки, ни ништо. Ја не знам што ќе се прави. Ова е малку чудо е. Све страни се прави и може да се направи. Ова е 300 метра пут, за да не може да се направи постојќи 60 години. 60 години постојќи пут, за да не може да се најде на крај да му се најде. Погледни што е ова. Погледнете малце погоре, гледа што е. Не може возил да заврти, не може да се крене ништо. Дупки има по пола метар. Ја мислам дека е срамота. Носимо со приколици со скола правимо, носимо со трактори до насамот посипуваме, ништо не вреди тоа. Тоа ништо не вреди, никој. Со сопствени средства жителите обезбедиле и вода и канализација, но и покрај нивните заложби и иницијативи патот кој е во должина од 300 метри на кој е видлива некогашната калдрма, денеска е грда слика за овој дел од градот. Значи овој проблем постои веќе можеби повеќе од 30 години. Овој пат или улица, како се вика Ѓорче Петров, последните 30 години со само допринос, уште на времето, калдрма е правена, значи за 30 години не најдоа средства со само допринос, водевме канал, водевме вода, значи градските луѓе, или таткото на градот Куманово, Зоран Дамјановски Циц, не најде за сходно да го реши овој проблем и овој пат. Дури во претходните мандати кога одевме кај него, баравме улицава да најде начин да ја дури граѓаните, луѓево, собиравме и средства да ни помогнат да изнајдат начин како да го решиме овој проблем. Не може да искочи вода, дојде дека све берав да направи. Мора да добиеме некој излаз, да се направи асфалт да се дотера оваа улица да не може да искачам. Све вода дојде овде у гаражу му легне на деца. И тоа викам треба да се нешто реши. Зоран Заес, овој Дамјански нека реши да се направи улица и во имот да се дотера некој се направи. Јас сум 45 години, една година. Жителите уште еднаш апелираат до локалните власти да најдат решение за проблемот, но и доколку натаму останат глуви на нивните барања, најавија блокада и на споредната улица. Постојаното изложување на сонце може да има фатални последици по кожата. Дерматолозите апелираат да се внимава при изложување на сонцето, особено да внимаваат децата и повозрасните лица, да се почитуваат општите препораки, како и да се внесува големо количество на вода.
Внимавајте при изложувањето на сонце и не претерувајте со сончење, советуваат лекарите. Летниот период е време кога кожата постојано изложена на ултравиолетови зраци, а според дерматолозите постојат 3 групи на сончева светлина кои може да предизвикаат несакани последици доколку кожата соодветно не е заштитена. Сончевата светлина се состои од 3 врсти на ултравиолетови зраци. За чиста информација на пациентите, секојаш им објаснувам, значи тоа се 3 групи. УВЦ кои не се гледат, меѓутоа штетат на очите, УВБ кои прават најмногу алергиски реакции и УВА кои се најштетни, а кои поминуваат преку стакло и преку платно, тие се оние што прават и алергии, меѓутоа и оние преканцерози што ги isforcираат да поминат во канцерози. Секој човек има различен тип на кожа и кај секој изложувањето на сонце е различно. Во однос на тоа како реагира кожата по експозиција на сонце од половина час, постојат 6 групи. Последици од претерано изложување на сонце се изгорениците, кои може да бидат акутни или хронични. Првата група на луѓе што има тип на кожа 1, тоа е значи не поцрвенуваат, нити поцрнуваат, меѓутоа или многу малку. Втората група е што поцрвенуваат, меѓутоа и малку потемнуваат. Третата група е што никогаш не поцрвенуваат, а секогаш потемнуваат. Четвртата група е што само потемнуваат без никакви реакции, додека пета група на кожа, тоа се веќе жолта раса и шестата група тоа е црна раса на кожа. Акутните се тоа дерматитис соларис, тоа се оние опекотини, изгореници од сонце што сите ние барем еднаш во живот сме ги имале. Тоа е обично кога сме изложени на сонце покрај вода или на планина. И тие се карактеризираат со црвенило, со чешкање, пецкање. Меѓутоа тие се за 1 до 2 дена спонтано се повлекуваат и после 2-3 дена се прелупува кожата, така да тие се нели од оние што се малку по-безазлени, што ги кажуваме. Меѓутоа втората група на дерматози кои настануваат од реакција на сонце, тоа се тие хронични, алергиски, тие се веќе по-сериозни и тука се бара апсолутно помош од нас дерматолози. Генерално препораките за заштита од сонце се исти, вели Кузмановска, да не се изложува организмот на сончева светлина во периодот од 11 до 17 часот, да се носи светла облека, шапка за да се заштити косата како и очила за сонце, да се внесува лесна храна и многу течности. Најстариот град во земјава и на Балканот, Кратово, и оваа летна сезона е атрактивна туристичка дестинација за бројни домашни и странски туристи. Културно-историските споменици, како и богатата културна понуда, привлекуваат туристи од сите меридијани на земјата, сметаат туристичките работници. Интересот за Кратово како туристичка дестинација и ова лето е на завидно ниво. Древното Кратово нуди богати аспекти од културниот туризам, но и голем потенцијал за развој на планинскиот, алтернативниот и руралниот туризам. Навистина Кратово како една туристичка дестинација има многу што да понуди, има огромен потенцијал, особено од аспект на културен туризам. Иако културниот туризам можеме да го комбинираме тука и со други видови на туризам, како планинскиот туризам, алтернативен туризам, рурален туризам и така натаму. И многу интересно тоа што Кратово, да кажам, допрва станува посакувана туристичка дестинација, на некој начин сега ја откриваат поголемиот број и од домашни, но и од странски туристи. Посебно радува фактот што се поголем е бројот на домашни туристи, пред се од Скопје и регионот, кои го посетуваат и ги откриваат убавините на Кратово, смета туристичкиот водич Лида Стојановска. Имаме и домашни, имаме и странски. Јас сум забележала еден голем пораст исто и на македонските туристи, особено на луѓето кои што се од главниот град, бидејќи навистина им е блиску, а голем дел претходно нема навистина чуено многу за градот и не сакаат да дојдат. А сега малку со поголема реклама направивме да ги предизвикаме да ги видат убавините што ги нуди овој град. Најчести се туристите од соседните и европските земји, но не се исклучок ниту туристите од преку океанот. Од странските туристи најмногу доаѓаат полците, исто доаѓаат многу, затоа што и амбасадорот на Полска беше тука и нему и неговото семејство навистина им е драг овој град и тие имаат навистина позитивни коментари. Не знам дали се должи на нивното залагање или онака полците навистина го обожаваат овој град. Имаше оваа недела туристи од
Белгија, имаме и од Америка, значи имаме од голем број европски земји, но понекогаш доаѓаат и од прекоокеанските земји, како што споменав, од Америка. Кратово и околината со својата историја, култура и целокупниот амбиент не може да се види и доживее во еден ден, смета туристичкиот водич Стојановска. Потенцирајќи дека се да се слушнат сите приказни и легенди врзани со култните места, најдобро е да се тргне со лиценциран водич. Велам, понекогаш не е доволно само еден ден за да се посети овој град, бидејќи може да се видат само дел од убавините. Кога доаѓаат во Кратово, прво секако треба да свратат во Куклица, за да ги видат камените кукли. Тука во градот, значи мора да ги видат 6 стари моста, мора да ги видат 6 кули, а да ги посетат 3 од нив кои што се реставрирани. Исто така и можат да го посетат познатиот Радимос. Исто така имаме и сувенирница која што нуди уникатни сувенири од Кратово, која што се наоѓа веднаш зад стоковната куќа, значи сувенирницата Кратискара. Во организација на музеот Теракота од Виница, пред жителите на општината и регионот беше презентирана мегалитската обсерваторија Кокино од страна на археологот Јовица Станковски, кој што е основач на овој меѓународно признат локалитет. Пред жителите на Виница беше представена мегалитската обсерваторија Кокино со сите нејзини археолошки вредности, при што беше презентирано богатство од материјал археолошки наоди. За одбележување се многобројните наоди од бронзеното време, втор милениум пред нашата ера во сите нејзини фази. Археолошките наоди навлегуваат и во првите 2 века од железното време, што му дава посебна особеност на локалитетот во светски рамки. Кокино како мегалитска обсерваторија од страна на НАСА е рангирана на високото 4-то место по значење во светски рамки. Добивањето сертификати за водичи низ Кокино значи можност повеќе овој локалитет да се доближи до посетителите, затоа што годишно Кокино го посетуваат на 20.000 посетители од земјата и странство. Крива Паланка продолжува да живее во духот на културата. Во рамки на манифестацијата Топол културен бран, вчера вечер, љубителите на пишаниот збор имаа прилика на платото пред градскиот музеј да уживаат во лирските треперења на младите и повозрасните талентирани поети и поетеси, членови на литературниот клуб Калин, како и во отворештвото на гостите од литературните клубови од збратмениот град Вршац, од соседна Србија и од Ќустендил, соседна Бугарија. На платото пред градскиот музеј присутните влюбеници во пишаниот збор имаа можност да уживаат во поезијата на поети и поетеси, меѓу кои млади и повозрасни кривопаланчани, членови на литературниот клуб Калин, кој функционира при Националната установа Центар за култура. Традиционалното поетско читање лирски треперења годинава беше збогатено со настапите на членовите на Вршачкиот книжевен клуб и женскиот литературен клуб Веса Паспалеева од Ќустендил. Меѓународното поетско дружење е одлична можност преку убавиот пишан збор да се испрати порака за љубовта во сите нејзини облици, велат учесниците. Вака, јас сум учесник од литературниот клуб Калин. Се представувам со своји творби, нели, втор пат како учествувам на лирските трепетења и исто така ќе ја прочитам својата творба која што е издадена во Вршичките поетски средби од минатата година. Денес ќе се представам исто така со моја лична творба која што моментално не е издадена во ниедна стихозбирка, меѓутоа планирам во моја стихозбирка, наредната моја стихозбирка да ја вметнам. Втор пат учествувам. Да, за први път гостувам на такъв форум, иначе много пъти съм идвала в Крива Паланка. От нашия литературен клуб ще се представят само 3 поета. Всички сме жени, както вече казахме, от дамския поетичен клуб Веса Паспалеева. Друга година, точно како смо овде, лепо нам е било први пut, па смо дошли поново, пошто нам е било лепо први put. Три песника su bila i troje su sada. A sa poezijom, ljubavnom poezijom uglavnom, će moji drugari govoriti ljubavnu poeziju, a ja ću govoriti o Vršcu. Tražimo pogotovo saradnju. Imamo jednu zanimljivu manifestaciju pod nazvanom 7 gradova kod Sterije.
И одлично би било да из Македонија буде представник Крива Паланка. Богатата културна понуда на локалната сцена продолжува, истакна Александар Ангелов, директор на Центарот за култура. А ова поетско читање е дел од манифестацијата Топол културен бранд 2016. Лирски треперења е настално кој што имаме можност да дадеме на поетите од Крива Паланка да прочитаат некоја своја творба и ги покануваме нашите соработници со кои соработувавме во изминативе години од општина Вршец и оваа година за прв пат ги поканивме и од општина Кјустендил. Во рамки на топлиот културен бран во петок со почеток во 20 часот на плоштадот Карпошово во Станија ќе се одржи концерт на Скопскиот дувачки квинтет. Република Македонија има силно изградена професионална структура во рамки на Министерството за внатрешни работи, која на дневна основа комуницира со партнерски служби во регионот и пошироко, разменува многу информации и тоа само по себе е гаранција дека навремено би превенирале, ефективно би одговориле на евентуални терористички закани, вели министерот за внатрешни работи Митко Чавков. Ова е одговорот од министерот за внатрешни работи Митко Чавков на новинарско прашање за тоа дали Република Македонија може да биде цел на терористички напади и дали сме подготвени да одговориме, односно да превенираме. Според него, останува потребата од мобилизација на целокупното општество во рамки на Националната стратегија за превенција од борба и против тероризам. Имаме случаи во минатото кои што биле на линија на насилен екстремизам, на тероризам, а јавноста била навремено информирана за тоа и за сите ефективни одговори кои сме ги дале како полиција. Имаме судски постапки и завршени судски постапки за терористички напади во Република Македонија. Ласката година е процесуиран случај за странски борци, учесници во Сирија и други кризни жаришта во светот. Ова година има продолжување на Келија 1 и 2, во кои беа зафатени уште неколку поединци кои биле во Сирија и се вратиле. Лица кои давале подршка во делот на регрутирање на странски борци. Сите тие случаи укажуваат дека е реална заканата од поединец или од група и во Република Македонија. Новија закани не секогаш се предвидливи. Тие се променливи и сложени закани и не секогаш можете ги предвидите навремено. Состојбите во Европа и пошироко упатуваат на тоа дека нема простор за теоретско елаборирање на овие проблеми и за импровизација, туку треба конкретно и фактичко подготвување за евентуален терористички напад, бидејќи се многу реални. Ердоган затвори 3 новински агенции, 16 ТВ канали и 60 на други медиуми. Евакуиран трговски центар во Бремен поради апсење на бегалец. Поглаварот на Римокатоличката црква изјави дека светот е во војна, но причината не е религијата. По 35 години ќе биде ослободен атентаторот на Роналд Реган. Ова се вестите од светот за денеска. Продолжуваат репресиите по неуспешниот пуч во Турција од 15 јули. Турските власти затворија многу медиумски организации. Ќе бидат затворени 3 новински агенции, 16 телевизиски канали, 45 весници и 15 магазини. Исто така, отпуштени се скоро 1700 војници, меѓу кои 149 генерали. Владата вели дека свештеникот Фетулах Ѓулен, кој живее во САД, стои зад пучот што го изведе армијата, но тој го негира ова тврдење. Најмалку 246 луѓе загинаа во пучот, а над 2000 беа повредени. Затворањето на медиумите и отпуштањето на војниците беше најавено во турскиот службен весник Ресми Газет. Имињата на медиумските организации уште не се соопштени, а локалните медиуми велат дека повеќето се мали, провинциски, но погодени се и неколку дневни весници и агенции. Вчера беа затворени уште 47 новинари, а неколку дена претходно уапсени беа 42. Овие на новата листа затворени се главно од весник Заман, кој веќе не излегува. Групата за човекови права Amnesty International рече дека има веродостојни докази од и уапсените, особено војници, се измачувани, но и силувани. Минатата недела Турција објави 3-месечна вонредна состојба, со што му се дозволува на претседателот Ердоган и владата да го заобиколат парламентот кога се носат нови закони за ограничување или суспендирање на правата и слободите. Германската федерална полиција уапси 19 годишен алжирски бегалец кој избегал од психијатриска клиника и кој при апсењето извикувал "ке ве кренам во воздух". Мажот е уапсен на Бременската централна автобуска станица по неколку часовна потрага, која следеше по евакуацијата на трговскиот центар во Бремен, соопшти полицијата во соседната провинција Долна Саксонија која учествуваше во потрагата. Нема докази дека алжирецот планирал некаков напад или дека е поврзан со исламистички групации и покрај тоа што изразувал симпатија кон исламска држава и кон напаѓачот од
Минхенскиот мол, кога бил приведен за кражби и сослушан во полицијата минатиот викенд. Властите го евакуираа трговскиот центар во Бремен, кој се наоѓа околу 40 километри од психијатриската клиника, откако посетителите на молот забележале сомнителен маж за кого помислеле дека е избеганиот пациент. Поглаварот на Римокатоличката црква изјави дека светот е во војна, но причината не е религијата. Папата Фрањо даде изјава пред новинарите во авионот за време на летот за Краков, Полска, еден ден откако исламисти заклаа католички свештеник во Франција. Не треба да се плашиме да кажеме за вистината. Светот е во војна бидејќи го загуби мирот, рече папата кој ќе учествува во светските денови на католичката младина во Полска. Кога велам војна, зборувам за војна на интереси, пари, ресурси, не за религија. Сите религии се за мир, други сакаат војна, истакна папата Фрањо. За време на престојот во Полска, папата ќе треба да се соочи со локалното свештенство кое во голема мера не изразува согласност со променетите ставови на Ватикан, најмногу во однос на отворањето на вратите на црквата за грешници како самокрани мајки, разведени парови и луѓето кои склучиле повторно брак. Во рамки на посетата на Полска, папата Франциски се сретни со преживеаните од нацистичкиот логор на смртта Аушвиц, а исто така ќе се одржи и молитва во чест на загинатите над 1,1 милион луѓе пред да ја заврши 5-дневната посета со бдење и услуги. Атентаторот на поранешниот американски претседател Роналд Рейган ќе биде пуштен на слобода по 35 години поминати во психијатриска болница. Обласниот суд во Вашингтон одлучи атентаторот Џон Хинкли, кој сега има 61 година, да биде ослободен на 5 август годинава. Судијата Пол Фридман по консултациите со правни и медицински експерти заклучил дека Хинкли повеќе не е опасност за себе и за другите. Во одлуката на судијата се вели дека сите други ограничувања, како и разговорите за медиумите и натаму остануваат забранети. Во март 1981 година претседателот Реган и уште 3 други лица беа ранети, откако Хинкли отвори оган пред еден хотел во Вашингтон. Инцидентот ја шокира Америка и целиот свет затоа што атентатот се случи само неколку недели откако Реган стапи на претседателската должност. Беше ранет во пределот на градите, но брзо закрепна. Најтешко повреден беше советникот за печат на претседателот Џејмс Бреди, кој беше погоден во главата. Фудбалерите на Шкендија ја пречекуваат Млада Болеслав во првиот дуел од третото квалификациско коло во Лига Европа. Тетовскиот фудбалски клуб со оптимизам го пречекува чешкиот состав и верува дека може да стигне до нова победа. Во прилог им оди и статистиката, со оглед на тоа дека Шкендија сезонава до оваа фаза стаса со 3 победи и еден нерешен исход. Надпреварот на арената Филип II е во 20 часот, реваншот во Чешка е за 8 дена. Доколку Шкендија ја мине оваа пречка, нашата земја повторно ќе има представник во плејофот од Лига Европа, што прво е можно за гостување во Скопје на некој голем европски фудбалски гигант, а потоа шанса за настап во групната фаза од ова надпреварување што секако би било историски успех. Бојан Трајковски, Александар Костовски, Маријан Јаневски и Димитар Караџовски остануваат во КК Куманово наредната сезона. Со нив во ростерот предводникот на клубот Маријан Србиновски ќе тргне во поход по шампионскиот наслов. Бојан Трајковски и наредната сезона ќе го носи дресот на Куманово, како потпиша нов едногодишен договор со раководството на актуелниот вице-шампион. Крилниот центар лани на половина сезона дојде во таборот на кумановци и веднаш се промовираше во еден од лидерите на екипата. Па јасно е зашто при планирањето на тимот за новата сезона, токму неговото останување беше наведено како еден од приоритетите за раководството на клубот. Се очекува да биде официјализиран и договорот со тренерот Маријан Србиновски, пошто би требало да се финишираат и преговорите за нови договори со уште тројца македонски кошаркари – Караџовски, Костовски и Јаневски. Во однос на составувањето на ростерот за наредната сезона, поразговаравме со Зоран Дамјановски, градоначалник на општина Куманово, првиот спонзор на клубот. Тој клуб во моментот има и преголеми амбиции во однос на финансиски можности. Ќе се обидеме да ги адаптираме финансиските можности со желбите на раководството и можните трансферни играчи. Се јавија некои нови донатори, луѓе кумановци кои се заинтересирани да го поддржат овој спорт и мислам дека ќе најдеме некоја средина. Во секој случај ќе биде малку мал фондот, буџетот на овој клуб за наредната година. Тоа индиректно ќе значи можеби не толку драстично, ќе се одрази и
на фондот на играчите, меѓутоа цврсто сум убеден дека со силна наша желба и подршка ќе бидеме поново една од главните екипи во нашето првенство. За сега од управата не добивме одговор дали ќе има нови имиња во клубот оваа сезона, но преговорите за оформување на новиот тим ќе продолжат во следниот период. Куманово претходната сезона ја одбрани вице-шампионската позиција во македонското првенство, а настапи во Еврокупот. Македонската ракометна репрезентација до 20 години со денешниот надпревар против Норвешка го почнува настапот на Европското првенство, кое ќе се одржува до 7 август во Колдинг, Данска. По надпреварите од групите, двете најдобри продолжуваат во осмина финалните групи, додека преостанатите играат за пласман од 9-то до 16-то место. Македонија на отварањето на првенството ќе се сретне со Норвешка. Утре ќе игра против Данска. Сабота е слободен ден, додека групата ќе се комплетира во недела против Холандија. Сите три надпревари од групната фаза ќе се играат во Сидбанк арената во Колдинг. Олимпијакос не успеа да стегне предност против Хапоел Бершива по првиот меч од третото коло во Лигата на шампионите. Грчкиот и израелскиот првак во Атина одигра без голови. Во дербито на оваа фаза Фенербахче со 2-1 славеше против Монако. Олимпијакос доминираше против израелскиот шампион, како и да е ниту една од многуте шанси не успеа да реализира. Блескаше меѓу стативите на Хапоел голманот Давид Гуреш. Фенербахче во дербито го победи Монако со 2-1, двата гола ги постигна Еменике, за Монако погоди Радомел Фалкао. Со 1-1 ремизира Астана и Селтик. Логвиненго беше стрелец за Астана, а израмни Грифиц. Со идентични 1-1 заврши мечот во Романија помеѓу Астра и Копенхаген. Розенбург славеше над Апел со минимални 2-1. Легија Варшава забележа значајна победа во Словачка против Тренчин. Варшава победи со 2-1, а единствениот гол го постигна србинот кој има унгарски пасош Николич. Манчестер Юнайтед веќе не е најомразениот клуб помеѓу навивачите во Англија, покажа најновата анкета на Daily Mirror. Врвот на непопуларната листа го презеде Челси, кој претходно беше меѓу најомразените поради тренерот Жозе Мориньо, но неговото заминување во Юнайтед не им помогна многу. Црвените ѓаволи сепак котираат на високото второ место пред Ливерпул и Манчестер Сити. Арсенал прв пат испадна од топ 4 и се наоѓа на 5-то место. На дното на листата се Лестер и Борнмут, кои очигледно се омилени помеѓу англиските навивачи. Реал Мадрид ја има највредната фудбалска екипа во светот. Играчите на кралскиот клуб се проценети на 783 милиони евра. На второто место е најголемиот ривал Барселона со екипа проценета на 768 милиони евра. Меѓу највредните фудбалери на светот на самиот врв очекувано се наоѓаат Лионел Меси со 120 милиони евра и Кристијано Роналдо со 110 милиони евра. Третата позиција му припаѓа на Неймар, кој е проценет на сума од 100 милиони евра. Американската кошаркарска репрезентација по втор пат во 3 дена ја совлада Кина во подготвителен надпревар пред летните олимписки игри во Рио де Жанеиро. Во Окленд момците на Мајк Жижевски ги декласираа кинезите со 107-57 со неверојатна леснотија и нова кошаркарска лекција. Демаркус Казин со 21 поен беше најефикасен на надпреварот, а Кармело Ентони имаше одлично шоу во третиот период со 16 постигнати поени. Американците го задржаа просекот од 100 поени по надпревар до почетокот на летните олимписки игри во Рио, ќе одиграат уште 2 надпревара против Венецуела во Чикаго и со Нигерија во Хјустон. Времето во Македонија денеска сончево со мала до умерена облачност и со слаб до умерен ветер. Попладне ќе има локален развој на нестабилна облачност со краткотраен дожд и грмеши.
Тоа беше се што подготвивме за вториот дневник, почитувани гледачи. Бидете со нас и во 20 часот. Пријатно попладне.